По 2 месеца околу 40 вработени од здравствениот дом Пехчево зедоа плата дури вчера, откако потпис за тоа ставил председателот на управниот одбор. Поради неименувањето на директор, тие платата не ја добија преку Министерството за здравство, туку преку фондот. Дали е тоа некое моментално решение за овој месец, а истовремено се чека да биде назначен и веде директор, јас лично тоа не го знам. Откако сите празници ги поминаа без плата, ова од вчера веќе е решено, но се уште нема кој да ја води работата во институцијата. Екстремно ниските температури пред свршен чин ги ставија и вработените и пациентите, зашто добар дел од апаратите останаа надвор од функција. Затоа што беа многу ниски температурите, ние, например, не можеме да ги вклучиме апаратите не само кај нас во лабораторија, сегде и наочно. Апаратите се дадени стриктно на 15 или 18 минимум собна температура за да биде вклучен. Загревањето беше слабо. Требаше дополнително грејни тела да се вклучат, а ние и нешто имаме, нешто немаме, значи треба да се купи. Сега дали да се купи, дали да не се купи, дали утре фактурата ќе биде од директор подпишена, тука веќе јасно проблеми има. Проблемите во Пехчевскиот здравствен дом настанаа откако поранешната директорка заминала во пензија без да биде именуван нов. Копијата за нејзин наследник се кршат околу тројца кандидати, меѓу кои снаата на бившата директорка. И додека политичарите се договараат, вработените и пациентите страдаат. Од ресорното министерство денес останаа недостапни за нашите прашања кога проблемот со директор во оваа установа ќе се реши. Вкупно во Пехчевскиот здравствен дом работат 38 лица кои годишно обслужуваат околу 4000 пациенти. Овде се пружа примерна и итна здравствена заштита, а од специјалистичките услуги работат рентген, лабораторија и очна амбуланта, додека еднаш неделно доаѓа и интернист.